Општина Велес во пресред на новогодишните празници организира отворена сцена во Младинскиот парк. Неистата, започнувајќи од 25 декември, секој следен ден до 5 јануари е предвидено да настапат сите кои до 20 декември ќе пријават учество. Локалните власти предвидоа бина и озвучување, а на учесниците нема да им се исплаќа паричен надомест. Идејата потекнала од големиот интерес на бендови, културно-уметнички друштва, училишни групи, кои настапија новогодинешната питијада. Одлучивме да поставиме бина во Младинскиот парк, да обезбедиме озвучување и светло. Младинскиот парк ќе биде преубаво украсен за новогодишните празници. Луѓето доаѓаат во паркот, се фотографираат, го користат просторот, па зошто да не им биде забавно и зошто да не биде тоа пропратено со музика. За време на организирање на питијадата, видовме дека во Велес има многу млади уметници, како по училиштата, така организирани групи на млади бендови, кои што сакаат да бидат видени, без надоместок, сакаат да се промовираат, сакаат да се организираат и да си донесат свое друштво за време на нивниот настап на сцената. Од 25 до 30 декември отворената новогодишна сцена ќе функционира од 13 до 22 часот, додека на 31 декември и од 2 до 4 јануари од 13 до 18 часот. На 5 јануари пак прославата ќе започне во 17 часот. Велешани ќе имаат можност да го прослават Коледа организирано во Младинскиот парк со многу забава, музика и коледарски оган. Затворањето на сцената Коледе, тоа е 5 вечерта, ќе биде последниот ден од отворената сцена. Ќе го оставиме на граѓаните, јавно ги повикуваме сите угостители, сите овие дена од 25 па натаму да бидат присутни во Младинскиот парк, да си постават дали прехранбени артикли, дали пијалоци, да си продаваат на заинтересираните, поготово на крајот на завршувањето на сцената, бидејќи таму ќе има и безбедно огниште, ќе има и коледарски оган, ќе обезбедиме преку јавното комунално предпријатие Бадникови гранчиња, кои на 5 утрото ќе се делат бесплатно. Во преговори сме со организациите, со повеќе организации на жени во градов, да направат нешто традиционално што се служи кај нас за Коледа и за Бадниковата вечер. Распоредот на настапите ќе биде објавен на 24 декември. Локалните власти се надеваат на добри временски услови за да се реализира идејата за отворена новогодишна сцена. И оваа година во Велес најверојатно нема да има дочек на Нова година со некои од познатите музички имиња.